Денеска во посета сме на оваа модуларна болница, тука во Велес. Модуларната болница има 40 кревети на површина од 700 метри квадратни и е од овој проект за поставување на модуларни болници кои што во овој момент ќе служат како ковид центри, а понатаму секако дека капацитетите ќе бидат искористени со намена да се третираат и итни пациенти и тријажа, поради тоа што се овие ковид центри опремени со најмодерна опрема во делот на лабораторијата, во делот на рентген диагностиката со дигитален рентген и во делот на ехо диагностиката со сите потребни сонди да се направи било каков тип на ултразвучен преглед. За многу градови овие модуларни болници значат обновување на болничкиот капацитет после повеќе децении. Конкретно и во Велес поставена е во близина на старото инфективно одделение за кое што секако се планираше реконструкција, меѓутоа тие планови запреа токму поради ковид кризата. Над 10.000 метри квадратни нови болнички капацитети во овој момент се поставени или се во завршна фаза да се постават како модуларни објекти ширум државата, завршени се целосно и се користат или сега за кратко време се ставаат во функција модуларните болници тука во Велес, понатаму во Гостивар, во Кичево, во Струга, во Охрид, во Гевгелија, Струмица и Штип, а останатите се при крај. Во таа смисла разговаравме со директорот и за потребите во однос на некои други струки, специјалности. Овде во болницата во Велес пред 2 години започна активностите да за прв пат на граѓаните од овој регион им се пружаат услуги од областа на ортопедијата и тоа е една специјалност која што навистина заживеа. Овде во Велешката болница бенефит имаат пациентите кои што сега повеќе не треба да патуваат во Скопје, во тој дел е потребно едно зајакнување во делот на опремата и тоа е тоа што помеѓу другото го разговаравме денеска и еве за прв пат и иницијативата да започнеме разговори и една анализа за тоа што би значело за граѓаните од овој регион, со оглед на тоа што се покрива една навистина голема површина, фузионирањето на болницата со здравствениот дом по примерот на други градови. Предноста би била во намалувањето на администрацијата, во намалувањето на административните трошоци, во рационализирањето на службата за итна медицинска помош, максимална искористеност на сите возила кои што сега припаѓаат на 2 институции и секако бенефит за вработените за да можат и да дежураат во делот на болницата, меѓутоа и дел од лекарите од болницата, посебно младите општи лекари да можат да работат во службата за итна медицинска помош. Мислам дека е тоа еден систем кој што таму каде што го имплементиравме, навистина заживе и даде одлични резултати и сето тоа во интерес бенефит на пациентите. Благодарам. Ние недостаток на медицински персонал се среќаваме во целата држава, меѓутоа исто се случуваше и во нашата болница. И во текот на изминатата година ние распишавме конкурси, работивме доста. Работивме доста сестри. Сега за оваа година очекуваме повторно да ги добиеме следните согласности и повторно да направиме нови вработувања. Мислам дека за извесен период ќе се екипираме пристојно, што не значи доволно, а исто така очекуваме и нови специјализанти кои се веќе во Скопје специјализираат, наскоро континуирано по еден да доаѓаат. Така да полека се екипираме како што треба. Во моментот, бидејќи беше изминатиот период прилично критичен, прво дежураа само инфектолозите, потоа ги уклучивме интернистите. Се јави еден интернист од Велес приватен, кој што и тој се одлучи сам се пријави да дежура и повремено помагаат во дежурање специјализантите од другите одделенија, така да релативно добро. На повик имаме цело време инфектолог и ја покриваме работата.